Почитувани, со вчерашната пресконференција на СДС само што признаа дека Прилепската болница била пред колапс. Виновникот за катастрофалната состојба во здравството, наместо да го бараат во редовите на опозицијата, треба да го побараат во нив самите. Изгледа уште не им е јасно дека се веќе 2 години на власт, па со своите несериозни пресконференции се однесуваат како да се опозиција, иако сите механизми се во нивни раце. Колку за мало подсетување, во време на ВМРО-ДПМН и тогашниот директор Петар Ристевски беше извршено комплетно реновирање на сите болнички одделенија и операциони сали. Беа набавени најсовремени ехоапарати во секој одделение и беше извршена набавка на пациент монитори, апарат за анестезија, обновени беа болничките легла, беше набавен мобилен РТГ апарат за операционата сала на ортопедија. За реконструкцијата на Прилепската болница беа издвоени 70 милиони денари и беше набавена медицинска опрема во висина од 30 милиони денари. Воедно, истата беше предадена во одлична финансиска состојба со санирани долгови. Исто така во време на ВМРО-ДПМН се ценеше професионалноста на докторите. За тоа говори фактот дека на многу началници и шефови на одделенија и покрај тоа што беа истакнати членови на СДС, како Грашевска, Јовановски, Пиргановски, им беше дадена довербата да извршуваат работата на високи позиции, што не е случај сега, каде против политичките неистомисленици се преземаат ригорозни мерки. Она што СДС успеа да го направи во своето владење е да ја доведе болницата во ситуација да не може да функционира без специјалистички кадар. И наместо да работат на подобрување на катастрофалната состојба во здравството, директорот се занимава со селективно поништување на веќе донесени одлуки за специјализација, делејќи ги лекарите на подобни и неподобни. Ваков срамен преседан не е запамтен во Република Македонија. Ако во 2016 и 2017 година, за време на директорувањето на Петар Ристевски, биле испратени на специјализација 8 доктори, од кои 3 во Република Србија, ве прашуваме, господа СДС, зошто за период од 2 години вие не испративте ниту еден? Срамно е да ја замајувате јавноста со празни флоскули. Она што граѓаните ги интересира е зошто нема плата од 100.000 денари, кое што вие ја ветувавте. Зошто нема бесплатно болничко лекување, кое што исто така вие го ветувавте. И зошто го доведовте во колапс здравството за да слушам изјави од типот секој ќе се лекува според својот джеп. Воедно ја повикуваме антикорупцијска да испита врз кои услови и на каков начин е вработен Филип Поповски, лицето кое ја одржа вчерашната пресконференција на СДС. Ако се знае дека истиот е истакнат партиски активист и еден од најгласните во шарената револуција. Ако се земе предвид фактот дека антикорупцијска ќе следи дали некој од вработените за работното време, за време на работното време учествува во изборна кампања, ја повикуваме да испита дали во текот на вчерашниот ден, истиот, со партиска маичка, во работно време, наместо да извршува работата за која што зема плата од граѓаните, одржуваат пресконференции пред Прилепската болница. Затоа ваквото несериозно владење ќе биде казнет. Најпрви на претседателските избори, а потоа и на парламентарни. Затоа што граѓаните ги препознаа вашите лажни ветувања и сета ваша неспособност. Единствен начин Македонија да продолжи да чекори напред е со професорката Гордана Силјановска-Давкова. Ви благодарам.